за доведување на кривичното дело со сторителот во врска. Значи, истиот проблем го имаме и за говорот на омраза. Значи, имаме илјадници случаи, многу кривични пријави, не се процесуираат. Истото се случува сега и со јавна соба. Меѓутоа, видите, тоа не е наш проблем. Ние не треба да го најдеме начинот како да го докажеме кривичното дело. Јас, навистина, најголемиот проблем го гледам во јавното обвинителство. Ние и минатата година, кога се обративме до Министерството за внатрешни работи, со материјали прибавени од жртвите од јавна соба, после некое време добивме известување дека Министерството за внатрешни работи го процесуирало предметот во основното јавно обвинителство. И таму све застанува. И секогаш така се случува и со нашите пријави за говор на омраза. Значи, невозможно е толку време да се судруваме со вакви феномени и да не се најде начин како да се справиш, да го докажеш кривичното дело и да ги санкционираш сторителите. Еве сега едно од нашите барања на протестниот марш исто така ќе биде и да се дополни кривичниот законник. Тоа сакав и да прашам дека сепак имате иницијатива за дополнување на кривичниот законник со ново дело. Сексуално вознемирување на интернет. Добро. Тоа не постои моментално. И тоа е многу важно, нема збор. Меѓутоа, не значи дека со сегашната регулатива не можат да докажат кривично дело. На крајот на криштата, јас во неколку наврати сум предложила, дајте луѓе да седнеме, да направиме една дебата, обвинителство, ние кои што работиме на тие случаи. Па објаснете ни што е проблемот, што не можете да ги процесуирате случаите. Сето ова што се случува, ни се случува поради феноменот на неказнивост на овие на сторителите на вакви кривични дела. И уште